Еми, твојата позиција и да ги слушнеме коментарите на жирито. Добро вечер. Добро вечер. Еми, значи ова е веројатно една од потешките песни вечерва, со огромен диапазон. Малку ме збуни оној првиот дел, но тоа го направи тремата, а јас мислев дека ти имаш раскрстено со тремата. Јас мислам дека ти раскрсти со тремата уште во Охрид. Но веќе кога почна вториот дел, вистинскиот твој регистар, тогаш беше вистинската ти. Дали станува збор за недоразбирање околу тоналитетот при пробите, но тоа е најмалку битно. Најбитно за мене е дека ти, девојко, полека стануваш дама. Тоа е многу битно. Од една таква во едни фармерчиња, тренерчиња, со некакви асесори стука на косата, така барем прв пат јас те запомнив, те престори во една вистинска музичка дама. Јас ти пожелувам многу среќа,
а особено на твоите блиски кои секој понеделник се гледаме вака директно во очи и посебен поздрав за твојата сестра која не претна од почетокот до крајот. Браво, дечки. Браво. Јас не мислам дека беше тремаво прашање, бидејќи пратиме се од почеток до крај што се случува. Мој совет е, кога излагаш на сцена, припаѓај на публиката помалку контакт со очи со своите најблиски. Тоа може да те одвлече од приказната која што треба тамо да ја живееш за сите овие луѓе и оние пред малите екрани. Се слагаш? Бидејќи ја би им забранила на сите мајки и татковци да се блиску до сцена, дефинитивно затоа што јас сум сакала мајка ми и татко ми да се некаде подалеку, да се тука, да знам дека енергетски се тука, ама да не ги гледам. Така и беше, да, добро. И така беше. Значи, тоа ви е совет број 1. Или нека си седат до сцена, ама вие ќе мора да се исклучите дека сте дел од тоа семејство во овие 3,5 минути кои што ги живеете овде на сцена. Вие не припаѓате веќе тамо, тука им припаѓате на сите. Тоа е тоа. И прекрасно изгледаш, преубава си. Дефинитивно од тој дел кога интонативно, јас дури би ти ја дигнала за полустепен песната, да, ти можеш да го отпеш тоа, а во ова ќе ме поддржи сигурно Ивица Зорич, тоа сум сигурна. Добро. Океј, јас со факти подкрепена. Фала и на тебе, прекрасна беше. Гледајќи ја сестра ти во публика, прво ми беше чудно како тоа Еми држи постер на Еми и навива за себе цело време. Сега почнувам да се прашувам дали некогаш не ни направивте измама во текот на идолот, дали не ги заменивте местата, но тоа ви останува понатаму во кариерата твоја да го правите колку што сакате. Да, се слагам дека песната ја фати некаде од втор дел. Би ти дал еден совет. Немој да дозволиш ниту еден чекор на сцената да биде твој приватен, нека биде од ликот што вечерва ќе го носиш или понатаму. Осмисли го секој момент и работи на дикцијата. Не смеете да дозволите во македонска песна бар ниту еден збор да не се разбере, така? Може тоа во англиска, немам замерки на твоето пеење, прекрасно пееш и ти посакувам многу среќа понатаму.